25 ноември светот го одбележува меѓународниот ден против насилството врз жените. Насилството врз жените и девојките е едно од најраспространетите прекршувања на човековите права. Неговите последици го поткопуваат здравието, достоинството и безбедноста на жените и општеството во целина. Заедно со мојот денешен гостин и оваа нова тема ќе зборуваме за тоа како спортот, солидарноста и јавните иницијативи можат да помогнат во борбата против овој вид на насилство. Велам добро утро за мојата следна гостинка Наде Качакова, членка на атлетскиот клуб Коранес, но исто така и дама која што долги години има работено во невладин сектор во Обединетите нации на тема насилство врз жените. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Вана. Ви благодарам за поканата и благодарам на македонската телевизија која што еве веќе по втор пат пројавува интерес за оваа наша иницијатива како атлетски клуб Коранерс. Така. Сега, бидејќи те најавив како дама која што долги години има работено на оваа проблематика во невладин сектор и во Обединетите нации, ајде да почнеме со малку поопшти прашања. Зошто 25 ноември е важен датум и како настанал? Така е, Вана. Важноста на меѓународниот ден против насилство врз жените 25 ноември е огромно. И како и секој друг меѓународен ден влече корени од некој историски настан кој што се случил и после кој што настанува одредена промена, па така и во овој случај. На 25 ноември 1960 година во Доминиканската република се случува еден немил настан каде што три политички активистки, сестрите Мирабел, за жал биваат убивани заради тоа што се бунат против тогашниот диктаторски режим на председателот Трухилјо. Тој го сценира нивното убиство како сообраќајна на несреќа. Овој настан го шокира целиот свет и тука од овој момент на површина излегуваат прашањата зошто е важна безбедноста на жените, особено кога тие се борат за едно похумано и праведно општество. 1999 година Обединетите нации го прогласуваат како меѓународен ден 25 ноември и тука всушност се упатува апел националните влади да превземат своји заложби во однос на сензитивизирање на јавноста, промена на легислативата, подобрување на сервисите кои што постојат за заштита на жртвите. Апсолутно се мобилизира и граѓанското општество, невладините организации пред се. Меѓутоа и разни формални и неформални иницијативи кои што може да бидат од областа на уметноста, културата или пак спортот, како ние што се обидуваме, за да го покренеме ова прашање на високо ниво, бидејќи на засега сите. Така. Каква е ситуацијата во Македонија и според твоето достигашно искуство од тоа што го имаш работено? На глобално ниво статистиките за жал се поразителни и ние не сме исклучок од таа статистика. Се вели дека една од 3 жени во текот на својот живот ќе биде изложена на некаква форма на сексуално или психолошко насилство. Во Македонија јас ќе се усврнам на бројки кои што ги најдов од кампањата Има живот без насилство, која што ја имплементираат Обединетите нации и Министерството за социјална политика, демографија и млади, каде што се вели дека за првото тромесечие од јануари заклучно март се евидентирани 391 жртва на насилство, од кои што високи 73% се жени, а останатите проценти се деца и мажи. Ова се бројки кои што се официјални, регистрирани, меѓутоа вистинската бројка е далеку поголема заради тоа што има непријавени, има темна бројка која што апсолутно треба да се адресира. Добро, сите овие активности се и за охрабрување на жените да го пријават насилството, па ајде сега да преминеме и на тоа што е наша главна тема после овие поопшти малку прашања. Како спортот може да биде платформа за промоција на родова еднаквост и заштита од насилство? Па така е, Вана, спортот може да послужи апсолутно како платформа да упати апел кон пошироката заедница, бидејќи целта е таа да се покрене свеста околу недозволивоста и нулта толеранција за сите форми на насилство врз жените, како преку иницијативи како ние што ги превземаме како Коранерс, организирање на настани каде што ќе упатиме апел дека всушност од тоа сакаме да ја мобилизираме заедницата кон она што пусти како факт, како промена на однесување заради моменталната ситуација таква каква што е, промовирање на солидарност, промовирање апсолутно на почит помеѓу сите кои што учествуваат во спортот или се занимаваат со спорт, особено, кога се користат јавните простори, кои што треба да бидат
безбедни и сигурни за сите, а особено за жените и девојчињата како поизложени на сите форми на насилство. А каква улога имаат клубовите како Ко-ранерс во случај во подигање на свеста за ова прашање? Апсолутно имаат голема улога. Значи, ние еве оваа година обележуваме и мал јубилеј од 5 години, каде што по пети пат, значи организираме настан. Досега беше така неформален, каде што се собиравме како трчачи, ја мобилизиравме трчачката заедница и ја проширувавме помеѓу нас оваа порака за нулта толеранција, заради тоа што насилството врз жените како штетен феномен задира во секој сегмент на општественото живење, а спортот како област воопшто не е исклучен. Тука постојат значи одредени динамики на односи на моќ кои што постојат значи во структурите во спортот, кои што постојат помеѓу тренерите, судиите, претседатели на федерации кои што повеќе се мажи, па поради тоа недоволно ја чувствуваат оваа тема и недоволно ја адресираат. И на начин како што ние ги организираме овие настани, сакаме значи да допреме до секој еден член дека всушност почита треба да биде загарантирана недискриминација и сите значи кога спортуваме да се чувствуваме ослободени од било каква форма на вознемирување или насилство. Како граѓаните можат да се вклучат и да придонесат во сето ова што вие го правите? Оваа наша иницијатива апсолутно отворена не само за трчачката заедница, туку и за пошироката јавност. Значи, секој кој што сака да придонесе нели кон ова прашање, пред се заради лична одговорност. Ние како граѓани сите индивидуално сме одговорни да создадеме едно похумано, поправедно општество за сите. Граѓаните можат да помогнат на многу начини, можат како волонтери да се вклучат и да ги поддржат ваквите иницијативи или доколку на пример поседуваат некаква експертиза, на пример ако се работи за психолог, да се стави значи на располагање за поддршка и помош на жртвите или правник, значи доколку има волја да даде одреден бесплатен правен совет кој што навистина ќе значи. Така. Така што навистина не само што ние имаме право да се вклучиме како индивидуи, меѓутоа имаме и загарантирана значи обврска во законот за заштита на од насилство и семено насилство, значи се вели дека секој еден граѓанин кој што ќе посведочи за некакво насилство има обврска да пријави. Што значи таквата наша обврска не е само оставена на нашата драга волја, туку представува и нешто кое што треба да го применуваме врз основа на закон. Така, 25 ноември се одбележува денот. Да се вратиме сега на датумот, што ќе се случува на тој ден од страна на вашиот клуб? Така, 25 ноември е недела, меѓутоа ние сакаме, вторник, меѓутоа бидејќи сакаме значи да мобилизираме поголем број на припадници на трчачката заедница да дојдат и да се приклучат кон овој наш настан, го организираме на 23-ти. Тоа е недела, да. Недела обично значи трчачите го практикуваат својот тренинг за на подолги стази и ги повикуваме значи да ни се приклучат трчачите, меѓутоа и општата јавност во една неформално трчање во должина од 5 километри, бидејќи символизира 5 годишнина од клубот Ко-ранерс, символизира 5 како цел на удржлив развој од агендата на Обединетите нации, која што е всушност родова еднаквост. И на некој начин значи да се обиздуваме сите здружено да упатиме апел дека не се толерира никаква форма на насилство врз жените и девојчињата, а во овој случај особено во спортот кога сакаме да се чувствуваме безбедни и слободни. Морам да кажам дека оваа наша иницијатива овој пат е поддржана од германската амбасада, на која што и се обративме за поддршка и кои што со драго срце значи ќе ја поддржуваат оваа иницијатива и ќе ни се приклучат на настанот на 23 ноември недела во парк на Тартан патеката со почеток од 9 часот наутро. Треба да се пријават или може да дојде секој кој сака на лице место? Да, имаме форма на пријавување која што е пополната. За сега имаме 100 регистрирани членови, меѓутоа бидејќи од отворен карактер слободно кој што чувствува дека сака да биде дел од овој настан, може да ни се приклучи, поканата важи и за вас, Ване. Така, 9 часот Тартан патека. Така. А и времето ќе биде убаво, од среда се менува времето, во недела ќе има сонце. Да. Тоа го видовме утрово, така да се е на
страна или сега оваа недела е 2 или за 2 недели? Следната, меѓутоа прогнозата Ајде да се надеваме ќе има сонце или има прогноза веќе. Проверена е прогнозата, значи нема да биде лошо времето, меѓутоа и да има дожд, тоа не треба да не спречи кога се работи за вакви апсолутно битни прашања. Го пролетав јас месецов, добро, за 2 недели било тоа. Наде благодарам за гостувањето, посакувам убав ден и успешна работна недела, нова работна недела. Ви благодарам Варна за интересот. Благодарам уште еднаш, а во продолжение колегата Мартин Николовски ни го подготви следниот прилог и следната содржина по огромниот успех со шоуто Надпросечен македонец. Најпознатото комично дуо во земјава Ата Наситино се враќаат со нова енергија, свежи теми и повеќе смеа во пресред на големиот стендап спектакл на линија со Ата Наситино. Од разговорот со колегата Мартин Николовски ќе дознаеме како изгледаат нивните подготовки зад сцената, од каде доаѓа инспирацијата за нивните шеги, но и дали и колку се духовити во нивниот приватен живот.